Добро вечер. Го следите централниот дневник на регионалната К1. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Субвенциите се исплаќаат редовно. Владините мерки го придвижија земјоделството. Новиот закон за безбедност во сообраќајот стартува на сила на 7 октомври. Граѓаните задоволни од квалитетот на производите што се продаваат на градските пазари во Велес. Земјоделството го враќа приматот на рентабилна и профитабилна дејност. Инвестициите во постојан пораст. Се работи на модернизација и напредна технологија во оваа стопанска гранка. Се поголема заинтересирано за земјоделските субвенции. Само во претходната година до Министерството за земјоделство поднесени се околу 75.000 апликации. Од нерентабилна и ниско профитабилна дејност, земјоделството во последните години ги враќа своите вредности со оглед на тоа што земјоделството е основен извор на екзистенција на голем број македонски граѓани. Инвестициите во оваа стопанска гранка почнувајќи од 2006 година па наваму се во постојан пораст. Разните видови на субвенционирање ги поттикнуваат земјоделците да го задржат своето занимање и да го зголемат обемот на производство. До 2006 година ќе потенцирам вкупниот износ на инвестиции се вкупно во сите сектори, во сите области во Република Македонија бил 5 милиони евра. Од кога народ му ја даде поддршката на ВМРО и ВМРО ДПМН ја формираше влада заедно со коалиционите партнери, па до ден денешен во Република Македонија се вложени само во земјоделскиот сектор повеќе некаде околу 700 до 800 милиони евра во земјоделскиот сектор. Искоренувањето на скептицизмот кај производителите околу состојбата во земјоделството, според заменик министерот Костадиновски, се должи на директните средби со земјоделците. Тоа резултира и во се поголема заинтересираност на земјоделците за владините мерки за субвенционирање. Само претходната година имавме апликации од околу 75.000 апликации и се одвојуваат субвенции во износ од околу 106 милиони евра и со таа програма продолжуваме и периодот кој што следува и можам да кажам дека се вкупно инвестициите изнесуваат околу 140 до 145 милиони евра, вклучувајќи го и националното кофинансирање за она што спомна директорката на платежна агенција која што се однесува на ИПАР фондовите. Од Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој потенцираат дека исплатата на субвенциите се одвива според утврдениот календар. До сега во рамките на 2015 годината 2015 исплатен е тутунот, исплатени се штетите кои ги имаа сточарите за угинување на добиток од болеста син јазик. Исплатени се поплавите како интервентна мерка за сите оние кои претрпеа штета на земјоделските стопанства во поплавите јануари, март и февруар оваа година. Сега ќе започнеме со исплата на полјоделските култури како што и што стои во календарот на исплати. Во мерките за поддршка се вбројува и доделувањето на државно земјоделско земјиште за сите оние кои сакаат да се занимаваат со земјоделие. До 3 хектари можат да добијат самостојни земјоделци, а уште поголеми парцели ќе им се доделат на инвеститори кои ќе ангажираат невработени лица. Теските на градските пазари во Велес преполни со зеленчук и овошје. За тоа дали граѓаните се задоволни од квалитетот на производите што се продаваат на градските пазари, во прилогот на колешката Сања Левкова Ангелова. Богата понуда на градскиот пазар. Тезгите преполни со зеленчук и овошје. Купувачите се тука. Традиционално недела ден за пазарување. Граѓаните задоволни од квалитетот на производите што се продаваат на градските пазари во Велес. Во ред е се, за сега добро е, има квалитет. Добри се одлични, не се лоши. Па не се лоши сега за сега, на овој период се добри, не е лошо. Добри се. Да, не се лоши, добри се.
Првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство предвадена во директна контрола околу квалитетот на понудените производи. Јас имам информација од нашите инспектори кои се во градовите дека редовно ги контролираат пазарите, нормално има помали или поголеми недостатоци кои по налог на нашите инспектори редовно ги отклонуваат пазарџиите и дуќаните кои се наоѓаат на пазарите, но сепак сакам да ги видам реално условите со цел да имам една слика во каква состојба и што треба да се направи со цел да се обслужат граѓаните со подобри и поквалитетни производи, дали се на тезгите на пазарите или во дуќаните кои се во склоп на самите пазари. Локалната самоуправа најавува дека условите за работа на пазарчиите многу скоро ќе се подобрат. Активно се работи над почнувањето на проектот Затворен градски пазар. Ние сме во фаза на подготовка на изградба на проект, на изработка на проект за нов градски пазар, односно за покриен градски пазар, па да ги споделиме искуствата и размислувањата и укажувањата што треба да содржи еден таков објект што планираме ние да го правиме. Со градските пазари во Велес стопанисува јавното комунално претпријатие Дервен. Во постојан пораст бројот на нововработени во компаниите од слободните економски зони. Предвидувањата на Министерството за финансии се дека македонската индустрија годинава ќе заврши со една од највисоките стапки на економски раст во регионот. Во постојан пораст бројот на нововработени во компаниите од слободните економски зони, ова стои во податоците од Државниот завод за статистика, според кој индустријата само во месец август бележи пораст од 12,7%, позитивни индекси бележи рударството и преработувачката индустрија. Предвидувањата на Министерството за финансии се дека македонската индустрија годинава ќе заврши со една од највисоките стапки на економски раст во регионот. Во последниот извештај за земјава на економистите од Меѓународниот монетарен фонд стои дека странските инвеститори во следните 2 до 3 години ќе креираат над 30.000 работни места. Дрексел Мајер, Маркарт, Джонсон, Мети, Ван Хул, Кромберг и Шуберт се само дел од странските компании кои веќе екзистираат во технолошко-индустриските зони во земјава и регионот. Според поратоците на Министерството за финансии, странските директни инвестиции досега отворија 13.441 работно место. Истовремено невработеноста во земјава е на рекордно ниско ниво од 26,8%. Во однос на истиот период лани, бројот на невработени се намалил за над 13.000 лица. Само со проектот Македонија вработува, според последните податоци, отворени се речиси 6.700 работни места. Агрија заинтересирана за земјиштето на Џумајлија. Перо Колевски, сопственикот на агроиндустриската групација, при средбата со вице-премиерот Владимир Пешевски, истакна дека веќе конкурирале на огласот за земање под концесија земјоделско земјиште. Акционерското друштво Агрија заинтересирано за земјиштето на Џумајлија. Ово го потврди сопственикот на агроиндустриската групација Перо Колевски. Тој при средбата со вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски потенцираше дека веќе конкурирале на огласот за земање под концесија земјоделско земјиште. Сега Џумајлија конкурираме, ние ко Агрија сме најсериозни еден од таа мислам компанија што дававме доста висока инвестиција, дадовме доста големи запослувања и уште таа земја. И второ што нашата фабрика сточна храна е во срцето на блоковите. Па сега што вика со Господ напред не знаеме. Се надеваме. Да, може да ви успее. Отворен конкурс. Ќе конкурираме, точно. Да. Огласот за давање под концесија на земјоделскиот комбинат Џумајлија е во тек, а истиот ќе трае до 9 октомври годинава. Како што информираше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков, за овој оглас има интерес. Околу 30 на компании се заинтересирани за земјоделска површина која е поделена на 4 целини. За секоја утврдена висина на инвестицијата, колку идниот закупец ќе треба да вложи, зашто и за колкав период.
Утре на околу 300.000 пензионери во Македонија ќе им се исплатат пензиите со најавеното покачување од 621 денар. Со овогодинешното покачување просечната пензија ќе достигне до 13.085 денари. Ова е покачување за цели 70% во споредба со пензиите во 2006 година, кога просечната пензија изнесуваше 7.683 денари. Средствата за новото покачување се веќе обезбедени со предлог буџетот за 2016 година. Нов закон за безбедност во сообраќајот стапува на сила на 7 октомври. Измените во законот донесуваат нови правила. Повеќе за ова во прилогот што следува. На 7 октомври стапува на сила новиот закон за безбедност во сообраќајот. Ова се новите правила кои ги донесува новиот закон. Во населено место се намалува дозволената брзина од 60 на 50 за возење без вклучени светла. Казната изнесува од 15 до 35 евра. Задолжително е поседување специјално седиште на автомобилот за дете до 5 годишна возраст. Законот налага велосипедистите задолжително да имаат светло во бела боја на предната страна и катадиоптер со црвена боја или рефлектирачка лента на задната страна од велосипедите. За прекршување на овој закон казната е 50 евра. Измените во Законот за безбедност во сообраќајот донесуваат промена на казните во однос на возење над дозволеното. Доколку сте ја надминале брзината повеќе за 10 км на час, ќе платите 10 евра или ќе ви впишат 10 негативни поени. Највисока е казната за возење со брзина од 50 км на час над дозволеното. Покрај казна од 400 евра се одзема и возачката дозвола од 6 до 12 месеци. За грешки при возење на раскрсниците и булеварите. Исто така се предвидени казни. Снимки од безбедносните камери ќе се земаат во предвид со усогласувањето на законот со одредбите од прекршочната постапка. Брзината е ограничена и на патиштата надвор од градските средини и тоа од 90 до 130 км на час во зависност од условите. Најригорозна е казната за возач кој управувал возило со над 2 промили алкохол во крвта. Освен што ќе плати 375 евра, може да му биде одземена и возачката дозвола до 12 месеци и да биде задржан во полициска станица додека не се отрезни. Забрането е застанување на плоштад, пешачка зона и противпожарен пат. За приклучување во сообраќај од земјен пат или градилиште на главен пат со гуми на кои има кал и земја, наместо 25, сега казната е 100 евра. Во локалните самоуправи сега ќе се издаваат вонредните дозволи за превоз по локални патишта, а доколку се користи магистрала, тогаш дозволата ќе се зема преку Министерството за транспорт со одобрение од МВР. Одредбите за вадење посебни лиценци за инструктори на автошколи, испитниот центар и снимањето на целата постапка на добивање возачка дозвола стапуваат на сила од април. Сдруженијето на граѓани обезбеди живот го одбележа 4 октомври, Светскиот ден на животните. Фондацијата Ангел Петров донираше 20 слики изработени во пастел техника, кои ќе бидат ставени на продажба и чии средства ќе бидат искористени за набавка на храна на животните. Сдруженијето на граѓани обезбеди живот во центарот на градот го одбележа Светскиот ден на животните 4 октомври. Фондацијата Ангел Петров по повод овој ден на Сдруженијето му донираше 20 слики изработени во пастел техника под наслов "Коњот, мојот верен пријател". Истите се ставени на продажба, а парите кои ќе бидат собрани ќе бидат искористени за набавка на храна за животните. Средствата да ги употреби Сдруженијето за потребите на животните, на бездомните, исклучиво на бездомните, затоа што домашните миленици секој си сам ќе си обезбеди било што. Сега, дали храна, дали ветеринарни услуги, дали некои апарати, тоа е нивно. Заложбите на Сдруженијето на граѓани обезбеди живот се да се набави рентген апарат во ветеринарната станица за потребите на животните. Ова сдружение постои 5 години. Водат грижа за кучињата скитници, обезбедуваат храна и лекови. Во соработка со институциите, конкретно општината, односно нејзиниот дел што го има исполнето во делот на Законот за благосостојба на животни, мислам тука нема дилема.
се разбира ветеринарната, исто така, меѓутоа има некои работи кои што треба малце да се дефинираат. Остварени се разговори во делот на неодговорното собствеништво, кое што во иднина ќе започне да се санкционира. Ветеринарите директно постапуваат на терен кај кучињата скитници со стерилизација и кастрација. Васков најави дека прифатниот центар во ветеринарната станица ќе има проширување. Сдруженијето за борба против рак Борка ја одржа традиционалната прошетка напред Розово. Тие испратија порака дека ракот може успешно да биде излекуван доколку се открие надвреме. Се одржа седмата традиционална прошетка напред Розово, што ја организира Сдруженијето Борка за секој нов ден, а во соработка со амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија. За рано откривање на рак на дојка и успешно лекување, потребно е подигнување на свеста, едуцирање и информирање. Ова е пораката која беше испратена од прошетката напред Розово. Ракот на дојка може да успешно да биде излекуван доколку се открие на време, што значи дека сега во моментот кога веќе имаме во Македонија имплементиран скрининг програма, кога што може значи и жените да се јават на превентивни прегледи. Целта на кампањата е едукација на граѓаните да се грижат повеќе за сопственото здравје. Според истражувањата на Светската здравствена организација, се предвидува дека за 2015 година во Македонија има над 1200 заболени жени и мажи од карцином на дојка, што значи се очекува ново диагностицирани 3 жени дневно. Би сакала исто така да напоменам, ги спомнав мажите, значи 1% од мажите исто така заболуваат од карцином на дојка, значи ова не е само типична болест за што се појавува кај жените како малигнитет, туку има и кај мажите. Во Македонија има отприлика околу 1%, а тоа се на пример десетина мажи кои што заболуваат од рак на дојка во Македонија. Од Сдруженијето Борка велат дека се повеќе жени се интересираат и информираат. Општата оценка е дека сериозна е зголемена свесноста за здравјето меѓу граѓаните. Над 115.000 мигранти поминале низ Македонија. Продолжува владината поддршка за производство на ориз. Вестите од Македонија во продолжение. Во периодот од 19.6 до 4.10.2015 година издадени се потврди на вкупно 115.499 странски државјани. 76.445 од нив се од машки пол, 15.372 се од женски, а 19.638 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата. Потврди за искажана намера за поднесување на барања за признавање на право за азил се издадени на 4044 деца кои патуваат без родител. Потврди се издадени на бегалци од повеќе држави, меѓу кои најбројни се сириците, вкупно 84.665. Инаку од започнувањето на издавањето на потврдите па се до денес, до оделението за азил се поднесени вкупно 50 барања за признавање на право за азил врз основа на претходно издадена потврда. Директни субвенции од 11.000 денари за хектар и 15.000 денари за оние кои користат сертифициран семенски материјал. Министерството за земјоделство продолжува со поддршката за производство на ориз. Исто така се инвестира и во системите за наводнување. Целта е во наредните 10 години преку планираните вложувања во рехабилитација на постоечките и изградба на нови системи да се поврати сидбата на 8.000 до 9.000 хектарска површина. Се решава проблемот со чистење на каналите по поплавите во должина од 95 километри, со што навреме е обезбедена вода потребна за сидбата на оризот. Иако е се уште рано да се каже колкав ќе биде годинишниот род, Министерството продолжува со активностите за зголемување и стабилизирање на приносите. Русија со засилени напади врз ИСИС. Генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки Мун, го осуди американскиот воздушен напад врз болницата во Кунзус. Најмалку 13 лица загинаа во поплави во Јужна Франција. Вести од светот.
Шефот на Генералштабот на вооружените сили на Русија, генералот Андреј Картаполов, најави дека Москва планира со поголем интензитет да ги продолжи нападите врз Исламска држава во Сирија. Нивните напади предизвикале паника во редовите на ИСИС и се повеќе джихадисти ги напуштале областите што се под нивна контрола, вели Картаполов, додавајќи дека околу 600 платеници ги напуштиле своите позиции и се обидуваат да стигнат во Европа. За неколку дена Русија успеала материјално да ја оштети Исламска држава, затоа што цел на нападите им се материјално-техничките ресурси. Тие уништиле командни пунктови на ИСИС, магазини за складирање муниција и експлозиви, комуникацијски центри, кампови за обука, како и мини фабрики за правење оружје за бомбашите самоубици на оваа терористичка група. Генералот Картаполов најави дека не само што ќе ги продолжат ударите на авиацијата, туку и ќе го зголемат нивниот интензитет. Бан Ки Мун, генералниот секретар на Обединетите нации, го осуди американскиот воздушен напад од саботата врз болницата во афганистанскиот град Кундуз. Во овој напад загинаа најмалку 19 и уште 37 луѓе беа ранети. Мун побарал независна и транспарентна истрага. Барак Обама пак изјавил дека станува збор за трагичен случај и дека Пентагон ќе спроведе целосна истрага. Најмалку 12 вработени во Лекари без граници се меѓу жртвите, како и 4 возрастни пациенти и 3 деца. Многу луѓе се водат како исчезнати. Американската војска призна дека изведувала воени операции во близина на болницата, наводно гаѓајќи ги талибанските бунтовници кои пукале врз американски воен персонал и дека го истражува случајот. Американскиот председател Барак Обама изрази сочувство поради настраданите здравствени работници и персоналот. Најмалку 13 лица ги загубија своите животи во поплавите предизвикани од големото невреме што викендов го погоди азурниот брег во Јужна Франција. Поројните дождови предизвикале нагло зголемување на нивото на реките, при што поголемиот дел се излеале од своите корита, поплавувајќи ги околните реони со што се создале неколку свлечишта. Бидејќи спасувачките екипи се соочиле со потешкоти и при пристапот во зоните во кои имало настрадани, големи се шансите бројот на жртвите да се зголемува. Поради лошите временски услови, десетина возови заглавиле на железничките станици или пругите, а околу 5000 лица останале заглавени на аеродромот во Ница. На градскиот стадион во Велес, фудбалерите на Борец поразени од фудбалскиот клуб Победа со 0:2. Во Велес се одржа 36-тиот поред риболовен куп Бабуна, каде учество земаа 10 екипи од Македонија, Србија и Косово. Во продолжение вестите од домашен спорт. Дерби над преварот од 6-то коло на третата фудбалска лига Јужен регион се одигра денеска на градскиот стадион во Велес. Петопласираниот Борец изгуби од второпласираниот тим Победа Валандово со резултат 0:2. Во 38-та минута голот за Валандово го постигна Лазе Грбашлиев, а во 48-та минута Оливер Маринковик го постигна вториот гол. Во 20-та минута голманот на Победа Зафир Ѓорговски доби црвен картон поради неспортско однесување. Фудбалерите на Борец имаа одлични две шанси да ја затресат мрежата на противникот, но сепак валандовци беа успешни и надпреварот заврши со резултат 0:2. Во водите на реката Вардар се одржа традиционалниот риболовен куп, кој од меѓународен карактер, а чиј организатор е најстариот риболовен клуб од Велес Бабуна. За прв пат овој куп е одржан во 1980 година на езерото Младост, за потоа со текот на годините патеката за риболовците да се менува. Според нив најпосакувана патека за ловење е онаа во уланци. Велес знаете дека е секогаш град кој е расположен да биде дел од една ваква организација во нашиот град.
Знаете дека се случуваат неколку купа, не е само еден, меѓутоа овој најстар, најтрадиционален. На годинешното издание на риболовниот куп Бабуна учествуваат 10 екипи од Македонија, Србија и Косово. Ова е трети пат да доаѓаме на овој надпревар. Првиот пат купот се одржа на езерото Младост, а сега на реката Вардар. Најчесто ловена риба на годинешното издание на риболовниот куп беше мрената. Наградите за најуспешните риболовци на свечена церемонија ги додели градоначалникот на општина Велеслав Чачадиев. Барселона загуби во дербито од Севилја. Челси уште еднаш поразен сезонава, овој пат од Саутемптон. Во ракометната лига на шампионите беа одиграни неколку надпревари од второто коло. Меѓународен спорт. Актуелниот шампион во Англија, екипата на Челси, уште еднаш оваа сезона беше поразена на домашен терен, овој пат од екипата на Саутемптон. Иако поведоа, сепак на крајот мечот заврши со резултатот 3:1. Манчестер Сити пак од друга страна прв прими гол во мечот со Њукасл, за на крајот да слави со 6:1. Кун Агуеро постигна 5 погодоци на овој меч. Во надпреварите кои беа одиграни во германското првенство, гостите освоија само 1 бод. Штутгарт ремизираше во дуелот со Хофенхем, а крајниот резултат беше 2:2. Карпи ја забележа првата победа во италијанското првенство. Тие на домашен терен го победија тимот на Торино со 2:1. Киево и Верона во градското дерби одиграа нерешено 1:1. Во Шпанија беше одигран првиот од двата дерби меча ова коло. Екипата на Севилја на домашен терен го победи актуелниот првак Барселона со 2:1. Во шпанското првенство вечерва ќе биде одиграно и мадридското дерби помеѓу Атлетико и Реал. Во ракометната лига на шампиони во текот на вчерашниот ден беа одиграни неколку надпревари. Во Германија се одржа дербито на колото помеѓу Кил и Фленсбург. Екипата на Кил ја искористи предноста на домашниот терен и победи со 27:23. Минатогодишниот финалист во лигата на шампионите, екипата на Вешпрем, на гостински терен го совлада Загреб. Крајниот резултат на овој меч беше 21:20. Во најефикасниот дуел ПСЖ на гости го победи Бешикта со 40:30. Во останатите надпревари Ларио Хататран Прешов 37:29 и Целја Висла Блок 25:28. Времето денеска беше претежно сончево со максимална дневна температура до 27 степени. Да погледнеме какво време не очекува утре. Ви благодарам на вниманието, почитувани, имајте пријатна вечер со програмата на К1.